Се работи за целосна реконструкција на железничката станица во Тетово, која е изградена во 1952 година. Објектот и пред неколку децении бил реновиран, но сега се работи за обнова од подот до покривот. Железничката станица требаше целосно да се реконструира за околу 3 месеци. Меѓутоа, корона кризата ги одложи градежните активности. Се очекува целосно овој објект, меѓутоа и покривната конструкција да се обнови оваа есен. Граѓаните го поздравуваат ваквиот чекор. Дел од нив сметаат дека треба да се воведат повеќе линии, но и да се набават нови локомотиви и вагони. Ја како обичен граѓанин, секако мислам дека треба. Значи дека треба. Изволите. Да. Сте користеле порано воз? Да? Сега? Не. Зошто, например, која е причината? Сега брзините са такви какви се. Првенствено и сега не знам и за сигурноста малце. И тоа ми е причина. Да, дали сметате дека можеби освен што треба да има повеќе линии, треба малце и да се модернизира, да има Нормално, секако. Бидејќи сме и тука во Европа, се знае какви се улогите на железницата во Европа. Не може да има повеќе линии кај нема народ. Свите и да со коле, со автобуси, директно со автобус се качува од место па до место, ме сваќаш? А со автобус, со воз треба сега, например, од град да иде до воз, па после да иде тамо опет од железничка до центар, кај што му треба такси да плаќа. Тоа е. И не вреди и да има воз секој саат џабе. Времето се измени бир. Било за луѓство, било за роба. Меѓутоа, дали сметате дека можеби треба да се модернизира, да има повеќе линии за да... Не вреди, бир, не вреди. Тоа е самото време, што викамо ние стари, време доноси, време односи. Ме сваќаш? Што сакам да ти кажем? Времето дошло кој има превоз од кола моја и се идем со воз, се право да зборим. Или со автобус иде, автобуска станица е поблиску, може да застане у среде град, па да слегне, а возот не застанува у град. Мора до железничка станица. Од железничка треба да плаќа такси, па да доаѓа у град. На шините до железничката станица во Тетово во текот на денот поминуваат само два воза. Едниот во утринските часови кој се обраќа кон Скопје, а другиот попладне кој вози до Кичево.